Уставниот суд ќе ги чека образложенијата на собранието и владата па ќе одлучува за линеарното покачување на пензиите. Кога предлог одлуката на судијката известител Добрила Кацарска ќе биде на дневен ред, за сега е непознато. Доколку Уставниот суд одлучи да се укине оспорениот член 2, тоа ќе значи дека пензионерите на пролет нема да го добијат вториот дел од 1000 денари линеарно покачување, туку нивните пензии ќе се усогласат процентуално согласно стариот начин. Во случај одредбата да биде поништена, тогаш проблематично ќе биде и покачувањето од 1000 денари, што веќе го добија пензионерите во септември. Но во секој случај, првичното линеарно покачување од 5000 денари не е доведено во прашање, поради тоа што таа одредба од законот веќе не е во правен промет, објаснија тогаш од судот. Од Сојузот на пензионери за Канал 5 посочија дека Уставниот суд е највисока судска инстанца и одлуката каква и да е мора да се почитува. Одлуките на Уставниот суд се императивни, односно задолжителни за надлежните институции и граѓаните. Исто така можам да кажам и верувам дека Уставниот суд ќе има сериозен период при произнесувањето по ова важно правно прашање. Надлежните остануваат на ставот дека линеарното зголемување на пензиите е праведно. Првиот човек на ПИОМ Никола Мемов за Трилинг вели: зголемувањето на пензиите има за цел да го намали ценовниот шок, кој е еднаков за сите пензионери. Инфлацијата или зголемувањето на цените се исти и за вас, и за нас, и за мене. Така да животниот стандард поскапува за сите пензионери подеднакво. Разликите остануваат во делот на денот на изготвувањето на решењето. И за тоа се за пензија. И овој концепт можам да слободно да кажам дека е исправен и праведен. Затоа што концептот на пензискиот систем во Македонија е социјално солидарен. Мемов соопшти дека за пензии следната година ќе се одвојат 2,5 милиарди евра, од кои 1 милиарда ќе бидат трансфери од буџетот. Освен линеарното покачување во март од 1000 денари, планирано е во септември да продолжи процентуалното согласување, кое според проекциите би било од 3 до 5%. Уставниот суд во меѓувреме ќе треба да одлучи и дали е уставно решението за околу 12.000 пензионери да не важат линеарните покачувања поради тоа што живеат во странство.